Новите податоци на Евростат за втората половина од 2026 година покажуваат дека само 8 од 29 европски земји ги зголемиле своите бруто минимални плати од јануари, додека инфлацијата во еврозоната во истиот период изнесувала 3,2%. Рангирањето на земјите според минималната плата значително се менува кога се зема предвид реалната куповна моќ, пишува Euronews. Во јули 2026 година Луксембург имаше највисока бруто минимална плата во Европа со 2771 евро. Потоа следат Ирска со 2391, Германија 2343 евра, Холандија 2338 и Белгија со 2234 евра, формирајќи група од 5 земји со минимална плата над 2000 евра. Франција е поблиску до оваа група со 1867 евра. Кога платите се изразуваат во стандарди на куповна моќ ППС, кои мерат што жителите на една земја всушност можат да си дозволат, разликите меѓу земјите стануваат помали, а рангирањето значително се менува. ППС е вештачка единица што возможува пофер споредба на трошоците за живот. Во средната категорија со плати помеѓу 1000 и 2000 евра има 9 земји, вклучувајќи ја Хрватска со 1050 евра. Исто така, тука се и Словенија со 1482, Шпанија 1425, Литванија 1153, Полска 1119, Кипар 1088 евра и Грција и Португалија со по 1073 евра. Во рамките на Европската унија, Бугарија има најниска минимална плата од 620 евра, но 4 земји кандидати имаат поголем износ. Турција 621, Македонија 624 евра, Црнагора 670 и Србија со 743 евра. Анализата покажува дека некои земји кандидатки ги претекнуваат членките на Европската унија во однос на куповната моќ. Македонија со 1142 ППС и Србија со 1094 имаат повисок минимум по ППС од 7 земји членки, вклучувајќи ги Малта, Словачка, Унгарија и Чешка. Споредбата на номиналниот редослед и оној според куповната моќ открива значителни поместувања. Најголеми придобивки остварија Романија, која скокна за 8 места, од 20-то на 12-то, и Македонија, која исто така се искачи за 8 места, од 24-то на 16-то. Од јануари до јули 2026 година, само 8 од 29 земји што беа надблюдувани ја зголемија минималната плата. Најголеми зголемувања беа забележени во Македонија од 6,9% и Романија и Естонија со 6,8%.